Собранието на 9 јануари годинава ќе расправа за извештај за работа на Судскиот совет стар 3 години. Така барем пишува на официјалната веб страница на Собранието. Председателот Талат Џафери го ставил на расправа овој извештај на продолжението на 32-та седница на Собранието, закажана за 9 јануари во вообичаениот термин за почеток на седниците во 11 часот. Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 3 јули 2017 година го усвои годишниот извештај за работата на Советот за 2016 година. Согласно член 135 од Законот за Судски совет, годишниот извештај го доставуваме на разгледување и усвојување. Пишува во доставата што Судскиот совет ја испратила до Собранието на 11 јули 2017 година, една недела по одржаната седница. За сега никој не кажува зошто на Собранието му требале 3 години за да го стави извештајот за работа на Судскиот совет за 2016 година на дневен ред на собраниска седница. Инаку за истиот ден 9 јануари годинава и Судскиот совет има закажано седница на која според дневниот ред меѓу тековните прашања од надлежност на Советот ќе се врши избор и оцена, но и утврдување на одговорност на судии од неколку суди од земјава. Според министерката за правда Рената Десковска, Судскиот совет ги кочи реформите во правосудството кои владата сака да ги спроведе. Таа ја критикуваше и одлуката на Судскиот совет за зголемување на надоместоците за неговите членови, нарекувајќи ја скандалозна. Но наидувам на некогаш и парадоксални ситуации во комуникацијата со Судскиот совет и тоа навистина ми покажува на некој начин отпор да се вклучат во реформите кои што се потребни. Председател на Судскиот совет Зоран Караџовски пак во гостувањето во емисијата Правда и неправда на 11 декември минатата година на еден телевизија, во врска со критиките за лошиот имидж на судиите во јавноста, рече дека се нарушени неформалните принципи за назначување на суди и обвинители, но и дека ситуацијата сепак не е полоша отколку на пример во времето на социјализмот. Јас не се согласувам дека тогаш било поквалитетно. Јас и како судија во период имам земено и пресуди и начин на работење на судовите во тој период. Еве како го оценувате вие судството, квалитетот на судството? Навлезиме длабински да видиме како се работело и колку се работело, немало норми и така натаму. Ќе дојдеме до прашање дали во 75-та година биле поквалитетни судиите, јас не се согласувам. За истиот ден 9 јануари точно напладне е закажана и 75-та седница на Собранието, на која треба да почне расправата за уставните амандмани.